Уште еден во низата запалени автомобили во Штип, ноќеска горела кола во населбата Балканска. Тони Пешевски вели го разбудила полицијата, против пожарната единица веќе ја гаселе колата која се наоѓала во неговиот двор. Но како што вели тој, на овој случај му претходеле и неколку останати немили настани, како закани по неговиот живот, физички напади и закани кон животот на неговиот син со посебни потреби. Се баја околу 4 сатот. Некој тропаше на вратата, видел дека полицијата ми вика дека колата ми е запалена. Се симнав доле, пожарната веќе ја гасеше колата. Целата. Се наоѓа во вашиот двор? Во дворот пред гражата. Се сомнава од едно лице. Сега тоа си е негово, дали е он наркозависник или не, меѓутоа од него. Затоа што претходно повеќе пати добива закана од истото. Ми го малтретираше синот со посебни потреби. Физички ме нападна. 5 пати веќе одам во полиција. Го пријавам случај да преземат, ми прети дека ќе ме запалил, дека ми селил. На синот му се заканало дека ќе го заколе и мене и него. Ме гонеше со колата. Детето беше отишло во продавница да купи леп. Јавуваме се, вика тато, вика плашам се да дојдам, вика дома. Исплашен за безбедноста пред се за неговиот син, вели крајно време институциите да преземат мерки и активности за нивна заштита. Повеќе стравувам за безбедноста на моето дете, нормално и за мене. Меѓутоа, више не знам, одев по институциите, по легален пат, по мирен пат, никаква расправија не сам имал, нити за ништо, едноставно претат. Во дете на мравка не газе, не знае да излаже, ни ништо, мирна, сите го знаат у населот. Стравувам. А стравувам дека јас ќе направам беља на него. Ај пак сам воздржан. Во више не се трпи. Институциите ги пријавувам, 5 пати ќе преземе, ништо не презимат. Од МВР стоат тука, он застанува со колата, радува се, ја запали колата. На лице место денеска во населба Балканска беше увидна екипа од секторот за внатрешни работи Штип. Ова е втор запален автомобил за половина месец во градот.